Летото и годишните одмори се во полнек, меѓутоа за 14 урбани заедници на општина Карпош нема да има одмор. Според каков календар на работа ќе се движите и колку граѓаните во овој период доаѓаат со соодветни барања? Значи, како што знаете, од и прошлата година и предпрошлата, ние практично континуирано работиме на теренот. Местната самоуправа како институција, Карпош институција, меѓутоа оперативниот дел од работите ги врши местната самоуправа. И оваа година, без разлика на овие тропски горештини, ние сме практично 24 часа на работа во секое време, значи имаме пристап до граѓаните, односно се јавуваат кај нас. Што ни се случува сега? Значи, недостаток на вода може да има. Може хигиената на јавно-прометните површини да биде загрозена во обем поголем, затоа што знаете дека е топло и во тој дел, значи, ние настојуваме да граѓаните бидат, значи, на време услужени, бидејќи ние сме и сервис на граѓаните. Нашата работа е да ја пренасочиме комуникацијата, односно во секое време да интервенираме до јавно предпријатие комунална хигиена, до водовод и канализација. Проблемите за да можеме да ги решиме мора да бидеме на теренот, значи не зависи од тропските горештини. Нашата работа е континуирано перманентно со граѓаните. Со оглед на тоа дека и вие рековте сте сервис на граѓаните, колку граѓаните доаѓаат често во урбаните заедници, кои се нивните барања, колку урбаните заедници, се разбира во соработка со локалната самоуправа, успевате навремено да ги решите тие проблеми? Значи, колку често, еве сега да ви кажам, ние работиме од 7,5 сат, меѓутоа има случаи и пред да дојдеме на работа да имаме луѓе кои што се заинтересирани за некоја, да кажеме, за која работа. Не само хигиената на јавно-прометните површини, има луѓе, значи, кои што си поднесуваат барања до општината, дали ќе биде тоа за легализација, сега за откуп на дворни земјишта. Значи, они буквално секој ден доаѓаат и нели задоволни се од таа работа затоа што наоѓаат на добар прием во местната. Пак ќе кажам, значи 24 сата ние сме им на располагање за да можеме ние сме тој линк кој што ги доставува барањата и пак сме повторно тој линк кој што дава одговор на нивните барања. Карпош важи за една од најчисти општини во градот Скопје. Лето, високи температури, континуирано полевање на хортикултурните површини, косење на тревата. Со колку работници во моментот располага општина Карпош? Значи во континуитет настојуваме да ја зголеме ефикасноста за полевањето, значи за хигиената, одржувањето на јавно-прометните површини. Во делот каде што имаме некаде црни точки, односно каде што има контенери, па луѓето по инерција, значи го прават тоа што не треба да го прават. Во соработка со инспекторатот, значи да ја заокружиме таа работа, значи не само ние да ги чистиме па повторно да се направи депонија, туку да ако тоа го завршиме како работа да биде, значи, завршено како што треба.